И точно време е после овие вести да ја поздравиме и да ја лоцираме нашата драга колешка Ирена, која има многу интересен соговорник ова утро и ќе ни спроведат многу информации поврзани со меѓународниот фестивал на гајдата. Иренче, добро утро, среќен понеделник и повелете со вашиот разговор. Добро утро, Сузе. Нека ни е среќен понеделникот и стартот на новата работна недела. Поздрав до сите ранобудни гледачи кои што јутринава се на фреквенцијата на телевизија Алфа. Утрово се јавуваме повторно во живо од Порта Влае, концепт кафе Шума, кој што има извонреден избор на чаеви кои што годат во овие студени декембриски утра. Ние веќе сме послужени с убаво и вкусно чајче, а тоа е одличен стимул за разговорот што ќе следува и во кој што ќе споделиме информации за првото издание на меѓународниот фестивал на гајдата, Гласот на гајдата, кој го организира нашиот познат инструменталист Стефче Стојковски, виртуоз на повеќе народни инструменти и човек кој што со децени е влюбеник во изворното, традиционалното македонско богатство и неуморно низ годините се труди истото да го расшири и да го пренесе на помладите генерации. Стефче, добро утро и пред се честитки за заложбите што ги правиш и за овој чекор кој што на Македонија ќе го донесе првиот меѓународен фестивал на гајдата. Ви благодарам за убавата најава, ги поздравувам сите оние ваши редовни гледачи на утринската програма. Поздрав до студиото. Навистина, идејата за ваков фестивал е од многу порано и се е по Божја волја и промисла, дојде денот кога тоа треба да го реализираме. Тоа ќе биде вечер, еден меѓународен фестивал, со идеја да стане меѓународен, нели најнапред ќе биде на државно ниво, да кажам на републичко ниво, а идејата е да секоја година каниме 1 до 20 луѓе од странство, гајдаджи, значи како што кажавте, Гласот на гајдата е исклучиво фестивал на гајдата и не на другите инструменти. Значи даваме акцент и специфика само на гајдата во Македонија и во светски рамки. Гајдата за нас македонците е многу битен инструмент кој е поврзан со нашата генеза, со нашето постоење, со нашето битие и од тука се роди таа идеја дека нешто треба да направиме што треба да се сочува во иднина и да се пренесе на младите генерации. Единствен пример е тоа да младите имаат можност да видат како се свири на гајда, како треба да се свири на гајда и како треба да се проложи таа традиција. Јас сум иницијатор или поттикнувач на овој фестивал и сум исто така благодарен на сите оние кои што се одзваа да дојдат на мојот повик. Јас тука би ги кажал сите кои што вечер ќе учествуваат на овој фестивал. Тоа се Радко Златановски со неговиот син. Радко бидејќи сега ни е највозрасен да кажам гостин на овој фестивал, тој ќе го отвори фестивалот и неговиот нук ни е најмал, тој ќе одма после него ќе настапи. Тука се Гоце Димовски од Скопје, потоа тука е Љупчо Најдовски од Македонски Брод, Горан Ангелов и неговиот син Александар Ангелов, така. Синиша Груевски, Теодор Груевски, Горан ни доаѓа од Штип, Синиша е од Кичево и јас со мојот син Теодор. Така да ќе имаме една убава лепеза, една убава можност да чуеме различна музика од различни региони на Македонија. И во изведба на различни генерации, затоа што има тука татковци и синови, дедовци и внуци. Точно и тоа е пораката на овој тематика, да кажеме, на овој прв фестивал, како таа традиција се пренесува од дедо на внук, односно татко на син. И различни стилови ќе имаме, различни гајдаджи, значи од повеќе делови на Македонија, така да во оние региони каде што гајдата е застапена, за жал, во многу региони каде што била застапена, сега поретко ја има, и токму, еве, ова нека биде поттик да повторно ја вратиме културата, што велам јас, во културните средини. Каде се културните средини? Културните средини се руралните средини, културните средини се селата, од каде што доаѓа таа култура. Ова идеја и ова желба и амбиција да има Македонија свој собствен фестивал на гајдата, единствен од ваков тип,
зрееше и растеше подолго време и конечно дојде моментот, а тоа е денеска на 15 декември во библиотеката Браќа Миладиновци со почеток од 19 часот. Ги поканувам, влезот е слободен, ги поканувам сите оние љубители на нашата музика, на гајдата, на звукот на гајдата или на гласот на гајдата, да повелат вечер во градската библиотека, како што кажавте, и да ја споделиме радоста со сите заеднички. Со оглед на долгогодишното искуство и на сите конекции што ги имате како уметник на светско ниво со останати гајдаджи, музичари, што е она што овој фестивал ќе ни го донесе? Зборувам перспективно и во иднина. Освен тоа што е базично и што го спомнавме, а тоа е да се зачува таа љубов и традиција кон гајдата пред се тука, кај нас, да се побуди интересот кај младите генерации, да го изучат овој инструмент и во иднина тие да продолжат да одат по вашите стапки, на сите вас кои што свирите гајда, но и на меѓународен план ова сигурно ќе биде една голема придобивка за Македонија за промоција на нашава земја. Јас колку што знам има и други фестивали на народни инструменти, но токму акцентот, како што кажав, или како се вика, значењето го даваме токму на гајдата. Зошто? Затоа што гајдата е инструмент на некој начин во изумирање, или ако јас велам постои разлика од мене до Радко од 18 до 20 години или до некој попознат гајдаџија во Македонија кој што добро свири, мајстор на својот инструмент, како што велам јас, тогаш каде се изгубија тие години на генерации кои што не ја земаа гајдата во своји раце. И токму од тие побуди, токму од тоа што, како што реков, во некои региони гајдата е во изумирање. Значи, во некои села каде што се свирала таа гајда, сега нема ниту еден гајдаџија, тоа е една национална трагедија, да кажам. А ако ние јас како иницијатор нова апелирам до сите оние кои што можат да придонесат во развојот на гајдата, во зачувувањето на гајдата, во зачувувањето на мелодиите кои што ги свирале нашите дедовци, тогаш сме постигнале многу како народ. Ке има можност да се види гајдата зошто е меѓународен. Идејата за стане меѓународен е поради тоа што да се видат разликите во светот на различните видови на гајди и скоро во цел свет се свири гајдата. И со своите специфики и карактеристики секоја нација или секоја гајда си има своји карактеристики и специфики, така да можеме да ги прикажеме тие специфики и карактеристики на различните видови на гајди ширум светот, но и да кажеме дека и ние имаме гајда со своја карактеристика, со своји специфики, со свој, како се вика, карактеристичен тон на звук на гајдата, која што, можам да ви кажам, во светски рамки предизвикува големо внимание и сите оние држави кои што ја чуваат гајдата како своја традиција, како пример Шкотите ќе ги земам, имаат направено култ кон гајдата. Една огромна почит кон сите тие нивни гајдаџи. Независно што тие работат и други професии, но свират гајда, верувајте, кога ќе излезат тие гајдаџи на некоја прослава, на некоја фешта или фестивал, или на некоја радост, веселба е фестивалот, тогаш сите оние кои што не ја свират гајдата имаат огромна почит и голема чест е тоа што ја слушаат гајдата со внимание и со големо задоволство на некој начин. Самостојно, но и со ансамблот Стивче Стојковски имате настапувано на секаде ширум светот и сте биле сведоци на тие реакции кај публиката што ги предизвикуваат традиционалните инструменти и во случајов секако гајдата, што значи дека вечерва во библиотеката Браќа Миладиновци, кога ќе писне гајдата, на вистина ќе се долови оној момент кој што сите сме го почувствувале на своја кожа, кога се ежиме од тие звуци, затоа што ни проработува тоа што е наше исконско, генот, идентитетот, македонштината. Секако дека проработуваат чувствата кога ќе се чуе гајдата, да кажам дека нашата гајда предизвикува некоја радост. Таа е наменета за разни веселби, за разни свечености. И во најголемата тага, звукот на гајдата повторно ве тера вие да станете да изиграте некоја ора. Не секаде во светот тоа е така. Не секаде гајдата е користена за радости, за веселби, за свечености, за свадби. Нели? Некаде таа се користи и за
армиски действување, да кажеме, нели? Но како и да е, кај нас гајдата и нашата гајда предизвикува страшни емоции кај слушателите, широм светот, верувајте. И токму таа емоција, токму тој порив што се јавува кај луѓето, предизвикува голем интерес. Токму и ова е целата идеја да се направи ваков фестивал, да се сподели, да се направи комуникација со тие гајдаджи широм светот, да се направи соработка со тие фестивали широм светот на гајдата, да можеме и ние нашите гајдаджи да ги презентираме широм светот, а исто така и нашата публика да види гајдаджи од целиот свет. Вечерот писокот на гајдата сметам дека ќе предизвика емоции кај повеќе луѓе, бидејќи и различни генерации имаме, нели, на возраст кои што ќе настапат и ќе прикажеме една вечна традиција која што се пренесува од колено на колено. Дали раѓањето на првиот фестивал на гајдата кај нас ке значи конечно и почеток на едно евидентирање на гајдаджиите кои што постојат во нашава земја, а кои што досега не биле евидентирани во некој вид на регистар? За жал, да. И иницијативата е токму таква, да направиме еден регистар на сите оние гајдаджи кои што ќе учествуваат на овој фестивал, а овој фестивал ќе биде отворен за сите од 7 до 77 години, како што кажав на почетокот. Ние имаме за цел да ги поканиме сите гајдаджи во Република Македонија и во етничка Македонија, каде што, нели, има гајдаджи и македонци кои што ја свират гајдата, така да ги прикажеме тие региони каде што има гајдата своји специфики и точно како да кажам, точно сакаме да направиме една отвореност према секој, да нема конкурентност, туку напротив, да нема компетиција или надпреварување кој е подобар, кој е послаб, но напротив, точно да направиме еден список на оние гајдаджи кои што ќе поминат на овој фестивал и список на гајдаджи кои што, да кажеме, пред нас оставиле нешто, некаков запис, видеоматеријал и така натаму, кои се тие гајдаджи да ги евидентираме, бидејќи, еве, јас ќе кажам дека и дедо ми мој свирал на Долнинскиот фестивал, и дедо ми братот свирал на Долнинскиот фестивал. За жал, не знаеме што свирал. Има во македонската телевизија, има можеби и во Институтот за фолклор материјали, многу материјали од нив, некои се евидентирани, но за жал многу од нив не се евидентирани. Мојот дедо знаеше 10 ора, замина, јас научив 5 зема со него. Тоа е националната трагедија, што јас сметам дека не смее да си дозволиме во иднина така да проложи. Затоа уште еднаш респект за сите овие заложби, трудот и за тоа што конечно се зачнува првиот фестивал на гајдата кај нас. Посакувам успешна реализација вечер. Стефче, благодарам за разговорот и што ги информиравме нашите гледачи. А вас ете уште еднаш ве потсетуваме и ве покануваме вечерва со почеток од 19 часот да повелете во библиотеката Браќа Миладиновци, да уживате во звуците на гајдата и во настапот на сите учесници на ова прво издание на Гласот на гајдата. Напоменуваме дека влезот е слободен и бесплатен, останува само да бидете таму и да сведочите на едно несекојдневно доживување и на една традиција на која што веруваме и се надеваме ќе и се радуваме уште многу години во иднина. Со ова информација ние се одјавуваме од тука и се разбира ги покануваме сите да останат и понатаму заедно со утринската програма Добро утро, секој утро на телевизија Алфа и содржините што следуваат од студио. Ви благодарам многу, голем поздрав и до тебе, Иренче, и до Стефче.